Течноста која е карактеристична за овој регион веројатно делува на сетилата, па се гледа нешто што никој не го забележува. Иако такво нешто не стасало до пошироката јавност, не им е познато на властите, уште помалку на мештаните. Според тврдењата на советници од Неготино, водотекот по кој е препознатлив нивниот соседен град, а минува и низ нивната курија, веќе пресушил. Значи во коритото на реката која Луда Мара не тече течно. Таму фалат ликвиди, но веројатно причина за тоа е стечајот на неголемата винарија. Тоа може да предизвикува кризи кои придонесуваат за чудно и неразбирливо однесување во Советот, бидејќи членовите не може да се одвојат од потребата да го влажнат грлото на говорницата. Благодарам. Игор Иванов, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, шо се? Да пријавујте се. Следен за збор, Игор Јованов. Тоа пак што се слуша од советничките микрофони ретко кога е посветено на тие што ги имаат избрано, а во најголема мера е посветено на правдолюбието, преку отварање преполни со флоскули, само вербални фронтови за отстрел на политичкиот опонент. Па тие што кажувате вие дека нашиот градоначалник ги тргнал, што многу вредно работеле претходно, тие 90% треба да бидат затворени. Не да се тргнат. Затворени. Вие извршен орган ли сте вие и кажувате кој треба да оде затвор, а кој не? Тоа што по десетина години цврста рака на владата, се уште не се сваќа дека демократските општества имаат троглава власт, не значи дека и на новите не име во корист продолжување со истата, со таа практика. Па дури јавно декларираат дека тоа е и нивен манир на однесување. И не е во ред за време на пауза на колеги советници од опозицијата да им се заканувате дека ќе одговараат за нешто. За тоа дека сум се заканувал на некој на пауза не е нешто ново. Оттаму и за очекување е во еден таков зовриен амбиент да се појави глас на разумот, глас кој што осликува нормалноста. Предлогот на Љупчо Пасинечки. Трета точка на дневен ред да биде да се казнат сите што грешат и да се наградат сите што не грешат, го ставам на глас и ве молам кој е за. И на крајот, исходот од гласањето не е важен, штом заклучокот е и повеќе од јасен. Повеќе не смееме да си дозволиме да се симниме доле на земјата. Очигледно дека членовите на општинските совети не само што не живеат во своите градови, туку не се ни на оваа планета.